Што ти е најголем проблем? Државјанството во моментот? Да, аплицирам на сите, ако можеш да ми помогне, због ова државјанство. Пошто ја не зависим од држава, работам јас сам, и аплицирам да ми се помогне на сите документи што ги имам, и што имам права. Што значи тоа? Имаш поднесено барање за државјанство, но што ти вели државата? Државата ми барат од Косово моje изводи државјанство, да не сум бил суден, а тие папири не могу да идем ја у Косово таму да ги взимам, затоа што ја немам никакви документа да преđем граница. И ги молио држава због овие папири да останем без државјанство од 20 години. Од 20 години сам овде, никакви документи. Сем ова лична карта ми се придржава на свака година дана. Дали имате проблем со децата, со запишување и децата немаат врз основа на... Проблемот што е? Значи, деца сите кои се родени во Македонија немају матични броеви во извод, и плюс не могу, као ја со венчан со жена, не могу да ги допишем у свој презиме. Они носат уште на мајка си презиме. Смешно, услови се супер, али само струјето што немаме, тоа е. Министерството за труд и социјала сите ги права ми ги дава, као Македона, што го ја имам, али на едно не, пошто деца ми се школа, идем за предавање за стипендија, не ми дава стипендија. Зашто? Ако ја имам право, као сите остали во државата, имам и на стипендију право. На школарина? Така. Па таа стипендија исто и мислам. Учат вашите деца? Учат, да. Моја деца идат нормално у школа како сви остали, учат едно друго, али тоа е проблем што немаме превоз, како да ги носиме до школа. Зимно време, кишовито време, значи нема шансе да идат. Блато има, док идат у школа, они се у блато е. 3 километра идат и 3 се враќат со 6 километра. Пешки. Дали има неки услови да ми помогнат због овие деца да барем да се школуват како што треба? Да се обезбеди превоз. Да. Тука живеат во зградата колку фамилии? Овде моментално 6 фамилии живеат. Сите имаат деца, така? Така, сите имаат деца. Единствена школа која постои 26 јули школата и браќа Рамис Хамид, тама. Со автобус нема автобус само, да ги носим. Значи морају пешки, преко ниви идат, пешки. А вода таму кај една киша да пада, кој езеро се ствари. Зградата гледам дека е прилично руинирана, тука се останати 6 фамилии. Так. Струја немате, причината? Причината су скратили. Кинули се тоа, пошто нисмо имали да плачаме како што треба. Нисмо имали средства да плачаме. Ми социјално 3500 динара земаме. И што тоа социјално како би постигли ни струја да плачаме. Они сви знаеу таму Министерството за труд и социјала да со кои социјално живееме. И они сви знаеат да ми морамо нешто приватно да радиме. Али приватно сваки да нема. Во овакви услови тешко се живее. Сега имате долг од колку? Дадени сте на извршител? 2000 евра. 2400 евра, тако не знам. Како ќе го платите долг? Па не знам. Право да ти кажам. Сите семејства се дадени на извршител? Сите. И се снаоѓате сега горите дрва. Моментално ставили сме шпоред кој нисмо смели да ставиме шпоред, нису нам дали Министерството за труд и социјала. Али ми на жалост морамо да се снајдеме, морамо имамо децу, тоа е ладно. Морамо некако да се снајдеме.